ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија предложи предлог закон за издавање ваучери на студентите. Може поконкретно нешто да ни објасните околу овој закон? Токму така, со овој предлог закон ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија сака да им помогне на сите редовни студенти и на сите лица со посебни потреби кои што студираат на високообразовните установи во Република Македонија да можат да си обезбедат компјутери. Значи, овој предлог закон ги опфаќа сите редовни студенти во Република Македонија чии што семејства не се во можност да им обезбедат компјутери и чии што семејства имаат помалку од 2 месечни просечни плати, што значи некаде од 45.000 денари па нагоре. И со ова сакаме да им помогнеме да си обезбедат компјутери. ВМРО ДПМН и кога е на власт и кога е во опозиција се грижи за граѓаните на Република Македонија, особено во овој случај за студентите. Ова е прекрасен закон, прекрасен проект и ова е нешто што и во минатото, додека бевме на власт, имавме можност да го аплицираме, односно овој закон се реализираше. Имавме навистина многу голем број на задоволни студенти и на задоволни родители. Да, како што спомнавте, владата на ВМРО ДПМН спроведуваше низа мерки со цел подобрување на условите за живење на студентите. Дали сега сметате дека ќе биде усвоен овој предлог закон од страна на новата влада? Видете, како што кажав и пред малку, ние и додека сме власт, и додека сме опозиција, се грижиме за потребата, за сите потреби на граѓаните. Искрено се надеваме дека СДС, наместо да води дневна политика, ќе покаже зрелост, ќе покаже отвореност кон потребите, особено за овој предлог закон за потребите на студентите, и ќе го изгласа овој предлог закон, бидејќи како што кажав, овој предлог закон не е нешто ново, не е нешто невидено, туку ние додека бевме на власт, овој предлог закон се реализираше и имаше голем број на задоволни студенти и на задоволни родители. Не гледам причина зошто СДС не би го поддржале овој предлог закон, доколку навистина мислат на потребите на студентите. Ние во изминатиот период, додека бевме на власт, реализиравме низа на проекти за подобрување на студентскиот стандард, изградивме и реконструиравме многу студентски домови, го подобривме студентскиот стандард. Во реализација на овие проекти спаѓаше токму и овој предлог закон и јас искрено се надевам дека ќе имаат слух за овој предлог закон и дека истиот ќе го гласаат. Во иднина ќе имаме и нови проекти, односно предлог закони, секако за подобрување на студентскиот стандард, она што сме го ветиле пред граѓаните, истото да биде реализирано, а секако се надеваме и со подадена рака од страна на Социјалдемократскиот сојуз, доколку навистина зрело и политички размислуваат, а не само за дневно политички цели.